Во мојот 4-годишен мандат акцент ставам на основните потреби на нашите сограѓани, како водоводи, филтер станици, акумулацијски базени за чиста вода за пиење, асфалтирање улици и општина без кал, канализациони системи, но и гарантирам посветеност на проекти кои ќе го подигнат животниот стандард на вас, мои сограѓани. Преку креирање индустријска развојна зона, гарантирам креирање на можности за инвестиции во лесно незагадувачка индустрија. Македонија има премиер кој е најомразена личност на сите анкети, затоа што го излажа својот народ и ги изневери неговите очекувања. Ке дадам само еден пример како постапува сериозен државник, како постапува човек кој што го цени својот народ и ја сака својата држава. Вчера австријскиот канцелар Себастијан Курц, председател на нашата сестринска партија, поднесе оставка затоа што постои основано сомневање дека дел од владени институции плаќале анкети со кои ја фаворизирале власта која што тој ја предводи. А кај нас има 2 или 3 омилени такви агенции кои што редовно добиваат тендери од владата и погодете кои се тие агенции таму каде што СДСМ и ЗАЕВ секогаш води. Тие се тие агенции. Кај ЗАЕВ нема ништо европско и кога ќе слушнете полна уста со Европа, верувајте ми, повторно кажува една нова лага. Па европско ли е тоа да сме најкорумпираната и најкриминалната држава во Европа? Европски ли е криминалците наместо во затвор да се со слики со премиерот и министерот за полиција? Во Европската унија премиери не се аболираат. Во Европската унија батиња не садат плантажи со марихуана. Сите ние можеме да ја промениме тешката реалност. Затоа да излеземе и да гласаме што е можно помасовно овде во општина Ново село и секаде низ Македонија на 17 октомври. И да покажеме дека нашиот глас одлучува. Дека сте вие силата на Македонија и во вас е клучот за новата иднина. Иднина што ќе донесе промени. Создади нова иднина, промени, проекти, победи. Заокружи 7.